Благодарам. Не се сомневав во одговорот на заменикот министер. Едноставно тоа е тоа, директивата е таа. Нема помош за Свети Николе, нема помош за Лозово, а сега се вклучува и општина Велес. Ајде да ви објаснам. Ако ковид пандемијата на сите нас во свет ни укажа што значи село, што значи да имате мали рурални места каде што и кои што треба да бидат живи или да ги заживееме, тогаш мене навистина не ми е јасна логиката на владава како не прифаќа амандмани кои што се токму такви. Ова се живи села, за разлика од многу голем број села во Источна Македонија кои што за жал се мртви села. Имате само куќи и внатре во селата нема население или се останати стари. Да, апсолутно. Во Горобинци имаме, значи Горобинци е живо село, млади луѓе има, исто така и Иванковци, и од големо значење да се поврзат регионално општина Свети Никола и општина Велес. Ке го скратиме времето за патување. Видете сега со цената на нафтата ние прво и пред се инфраструктурно капитални инвестиции треба тука да вложуваме. Од септември верувам дека сте свесни каква криза не очекува. Најмалку што можеме да направиме, односно можете да направите како влада, е да ги прифатите ваквите помали, условно речено, амандмани и инфраструктурно да ги поврзиме општините и селата кои што имаат простор да живеат и да придонесуваат за целото општество. И тука исто така има земјоделие. Значи, мојот град, мојата општина, и не само мојата, туку и Лозово, од Велес, па до Штип, е житница. Ние треба да инвестираме, вие треба да инвестирате, да направите приоритети, што е важно во една ваква кризна состојба, која што ќе трае. Сите светски проценки кажуваат дека ова криза ќе трае. Криза за нафта, криза за храна. И ако имате општини кои што се произведители на храна, произведувачи, треба помошта да се насочи токму кон тие општини. На било каков начин да им се помогне на граѓаните во тие општини, да им се поедностави комуникацијата внатрешна, работата на делците и самиот живот на граѓаните. Ова е, да речем, условно кажано, мал проект во однос на проектите кои што ги ветувате 6 години, а не ги гледаме едноставно. Закочените се сите капитални проекти. И се 6 километри се многу. Како што јас искрено пак се надевам дека колегите нема вака да држат долги говори, па предавања што било како било, бидејќи за претходниот амандман, добро се сеќавам еден друг колега тука присутен, еве нема да го именувам, за претходниот амандман кој што го поднесов, во претходните години мандати ми одговараше дека овој амандман е влезен во Вардарско-планскиот регион, дека и остана на тоа. И сега пак ке. Цените на градежните материјали вртоглаво растат и тие 400 метри, како што кажа мојот колега Игор, ќе бидат 1 километар можеби. Оваа сума што е напишана во мојот амандман, во нашиот амандман на мене и на колегата Игор, сигурно ќе биде многу поголема. Колку повеќе чекате, толку повеќе се зголемуваат цените, а се кочи комуникацијата и развојот на нашите општини. И сега ова е поврзување помеѓу општина Свети Никола и општина Велес. И да, ке речете, па вие имате експресен пат, да, точно. Имаме, но ова е друга комуникација
каде што пак ќе кажам има и земјоделски култури, и жителите на овие две села кои што се многу живи, и дај Боже да е така, да не се како другите останати села во Источна Македонија, дај Боже да е така, ма како ќе е така ако не инвестираме и ако не инвестирате, не знам воопшто дали имате некаков стратешки план со приоритети во државава. Како ќе дозволиме да не умираат селата? Па ќе си одат луѓето и овие што останале ќе си одат. Наша задача, односно ваша задача, ние да ве поддржиме е тоа, да инвестирате во се помалите општини, бидејќи еве градовите се гушат од се. И вие пак велите ги одбиваме. Лоша стратегија на владата, целосно излезена од реалноста, целосно. Ова не знам, може би кошта 2 сервиси за ручење златни во владата. Не, нека проценат. Жаки Кјути, ти ич не се јавувај. Си била звезда во овие денови, ми кажа. Ич не се јавувај. Да. За Велес зборувам и за Свети Николе. Кога ќе дојдеш да ги видиш, тогаш може да правиме ове два. Джабе збориш. Не се нервирам, само гла ич, а па ти па да ме изнервираш ич. Само имам што да ти кажам, ако се јавиш. Ич. Не сум задоволна од вашиот одговор, од вашето образложение, од вниманието, односно вниманието на оваа влада кон мојата општина. Ниту еднаш до сега вака на тепка да погодевте еден амандман. Да покажете на моите сограѓани дека ете мислите, а не доаѓате само за избори, дајте гласови. Лажете. Не конкретно вие. Се знае на кого мислам. Ова е за време на ребаланс и за буџет се покажува колку се мисли на општините и на рамномерниот регионален развој. Еден амандман да усвоите за Свети Никола. А сега ви велам дека со овој амандман се поврзуваме и со општина Велес. Што му фали, што му недостасува на овој амандман? Што ви сгрешија жителите на општина Свети Никола? Што ви сгрешија жителите на општина Лозово, жителите на општина Велес? Тие честни земјоделци кои што работат. А не тука Љупчо Николовски или било кој од владата кој што, па и од колегиве кои што се занимаваат со земјоделие, чие што стручност им е земјоделие, само на зборови. Не помина тоа време. На дело треба да се покаже кој, што и како мисли и за општините и за жителите во тие општини. Не сум задоволна и се надевам дека колегите ќе гласаат за овој амандман. Благодарам.